Radio Голди. Добре дојдовте во емисијата Среда среќно, заедно со вашиот домакин Божана Ќуавкова. Часот и 13 минути. Добар ден и среќен ден од студиото на Радио Голди. Денеска 25 февруари 2026 година. Започнуваме со Среда среќно. Денешната изрека на денот вели: животот е она што ти се случува додека ги кроиш плановите за него. Џон Ленон. Во Среда среќност ја зборуваме за нешто што не учи на другарство, дисциплина, хуманост и љубов кон природата. Во повод денот на извидниците, наши гости се Ангелче Гушев, долгогодишен извидник и активен поддржувач на извидничкото движење, сега старешина на извидничкиот одер Димитар Влахов и началникот на извидничкиот одер Димитар Влахов Иван Гушев. Ќе зборуваме за вредностите на извидништвото, помените од логорувања, како и за тоа колку младите денес имаат потреба од вакви активности. Ве поканувам, бидете со нас, проследете го разговорот со моите почитувани гости. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден и поздрав до слушателите на Радио Голди, на извидничкото радио. Да. 73 години постоите, убаво сте ми дотерани во вашите униформи и многу ми е драго што Гушев, твоето поколение оди по твоите стапки. Па, светото станува на младите, така вика. Да. Така да, треба веќе ние постарите веќе, бидејќи ова е веќе младинска организација, треба полека да се повлечеме, не да се заминеме од организацијата, ние само треба да бидеме коректив на работата, но младите треба да ја водат и да ја крираат политиката на оваа младинска најголема светска организација. Извидничка организација, најголема светска младинска организација. А што значи да е ден на извидници? Зошто се прославува? Па видите, 22 февруар е роден денот на Роберт Баден Пауел, основачот на светскиот скаутизам, кој што во 1907 година со 25 дечиња млади на островот Бронсеа го прави првиот логор и сака да ги проба неговите идеи како да се живее во природа, како да се кампува, како да се учат малку воени вештини, бидејќи скаутизмот потекнува од полумилитаристичко движење. Сепак англичаните се кралски тип на народ и они го почитуваат малци и војниот начин на живење, така да генералот Роберт Баден Пауел има и голема поддршка од државата и во 1907 година ја формира најголемата младинска организација, која што после 10 години неговата жена Олив Баден Пауел па ја формира женската скаутска организација, така да еве веќе 120 години без се обстојуваме без никаков прекин на нивото на цел свет, а 70 години сме најстари во Република Македонија, најстари извиднички одред во Македонија. Уште во 1922 година е формиран првиот скаутски тек, со тоа што некаде Велес е најскаутски град. Едноставно и с нашите предци, нашите постари извидници, поаѓајќи од Васил Ѓоргов, кој што учел економски науки во западноевропските држави, во 1948 година кога се вратил, започнал да ја формира првата извидничка организација во Македонија, заедно со Тодор Гравчев и Петар Петров го формирале ПСО на првиот извиднички одер. Така да, извидничката организација во Велес не што има традиција, има и кадри, има и луѓе кои што значеа за не за Велес, не за Македонија, туку за Балканот.
Војки од основачот Нова радио Илија Чадиев беше еден од тие кои што едноставно со неговата генерација значеа нешто на просторот на поранешна Југославија и на Балканот. Така да Велес не е тиква без корен, туку Велес има традиција за скаутизам, па затоа реков, ние постарите мораме се повлече младите да ја продолжат. Ориентационо така некако се движи приказката за светскиот ден на скаутизмот. На кој начин го одбележивте? Па, началникот може да ги промовира. Имаше неколку активности, они заедно со помладите најдобро ќе ви информира. Ево, по повод светскиот ден на извидништвото, ние имавме околу 5-6 настани. Дел од нив беа од кампањата организирана од страна на Сојузни извидници на Македонија. Направи добро дело. Организиравме отворен ден, кај што представивме нашиот одред и исто така најизменично да го организиравме отворениот ден, имавме крводарителска акција, кај што собравме преку 45 единици, од кои 5 првпат дарувале крв. И исто така, еве денеска, по медиотеката на градска библиотека Гоце Делчев во Велес, ќе организираме промоција на книгата Ориентација во природа, пишана од страна на нашиот старешин, Ангел Чегуш. Навистина богата програма. Значи, генерално мораме да назначиме дека ова наше гостување во Радио Голник, најизвиничкото радио што стално го споменувам, е дел од кампањата, дел од програмските активности, бидејќи во овој период во времето на прославувањето на 22 февруар, скоро сите извидници настапуваат на локални медиуми, дали е радио или телевизија, но сепак ја промовираат мисијата и ја представуваат извидничка организација. Така да, со нашето објавување на нашата веб страна се превземаат сите линкови на ниво на Европа и на свет и ова радио се вплетува веќе години уназад во прославата на светскиот скаутизам во делот на медиумското представување. Така да, медиумското представување е еден од битните фактори кои што го практикуваме кога се слави 22 февруари светскиот ден на извидници. Да, рековме дека вие сте најстар извиднички одред. Кои вредности ги учи извидништвото? Па видите, значи вредностите кои што ги учи извидништвото се плетени во 10 извиднички закони. Значи ние сме единствена организација која што имаме закони на однесување. Пример, извидникот ги почитува постарите. Извидникот прави добри дела. Извидникот ја сака природата. Мислам, тоа се дел од некои извиднички закони кои што тоа се кодекс на однесување. И на тој начин ние како раководители во извидничката организација, кога ги представуваме, кога ги запознаваме младите членови кои што доаѓаат во организацијата, им ги наметнуваме извидничките закони за да можат едноставно да живеат со нив. Дека некој почитува 10 извиднички закони да биде мислени, тоа е многу тешко. Но сепак е начин и насока на движење. Сега, секој ја почитува природата, ама секој на различен начин ја почитува природата, реално. Ама им се дава насока пример на младите да ја почитуваат природата. Добро, се предпоставува тука да не се Јасно, да се грижат за животната средина. Ми е зборот дека на тој начин даваме преку извидничките закони ја потенцираме вредноста на извидничкото движење. И трите основни принципи, тоа се три основни принципи, обврска кон себе. Значи јас во организацијата извидничка сум дошол ради себе, бидејќи мене ми е интересно. Вториот принцип, обврска кон другите. Значи сакам да помогнам на другите. И обврска кон Бога, кој што многу малку има организации кои што има обврска кон Бога или духовниот развој. Во англиските скаути дефинитивно е кон Бога, но ние, поради поставеноста на државата, моравме да го модифицираме тоа обврска кон Бога, туку го оставиме обврска кон духовната димензија. Па кој извидник што го исполнува духовно, нека си се исполнува. Мене може би духовно ми исполнува литературата, музиката, уметноста. Некој може би духовно го исполнува спортот и слично. Значи на тој начин, сакајки да, бидејќи ние сме мултиетничка држава и сакавме да едноставно да не
конкретно да не бидеме кон Бога, што многу луѓе од нашите, од православната црква не поддржаа дека не сме го направиле, сме направиле одличен избор со таков термин. Да. Обрска кон духовната димензија. Чи давате слобода да се... Слобода за духовно образование и духовно действување на секој. Тоа се у суштина најбитните насоки кои што ги учиме младите кога доаѓаат во организација. Па добро, има и сличности, бидејќи вие учите за вистински правилен живот. Имаме и духовност во организацијата, да. ние духовност имаме. Значи, повторно, знае да се практикува и духовното образование во организацијата. Дали младите денес покажуваат интерес, Иван? Па, да. Успоредно мене, ако ме прашате у години назад, имало многу поголема заинтересираност. Сега, пријаве, можем да кажем, таа завис од телефони, од интернет, од компјутери. И децата е многу голема и многу е тешко да натераш дете да дојде у природа, а не па да натераш да спи у шатор, да јаде на отворено. Но, еве, се уште има некои деца што многу добро сваѓаат дека треба тоа да го направат, дека не треба дома да седат затворени на телефони, на компјутери, туку треба да дојдат природа, да се дружат, да запознаат нови пријатели, нови познаници. Да, дали имате отворени вие денови за млади? Ние сега имаме, баш во рамките на прославата на 21 февруар, кога беше преводителната на акција на 15 февруар, имавме отворен ден пред Народниот театар Джинот, каде што голем дел од граѓаните се запознаа со нашата работа, така да ја практикуваме и треба многу ми е важно да знаат сите, значи, нашата работа, веќе ние не чекаме средства, бидејќи работиме проектно, Трански фондации врзото на проектот ги финансираат нашите активности и на многу семејства у градот им е чудно кога ќе доаѓаат нивните деца, како тоа ги носите без надокнада. Тоа што некој платил веќе за тие деца. Да. Бидејќи секогаш во извиничката организација доаѓале деца од пониски социјални средини. Тоа е факт. Преку нашата организација децата се образуваат и успеваат да го постигнат својот максимум со ниско буџетски средства. Не дека јас постарешав се фам дека као ние сме многу добротворци, но некој дава, вложува во организацијата за нашите членови. И на тој начин многу деца се среќни со животот кој што им го возможуваме. Што им недостасува на децата во модерното време? Што им недостасува? Нема иницијатива кај младите дечки, кај младите нема иницијатива. Не е како годините кога повторно ќе го споменам основачот ова радио Илија Чедиев, кога не влечо како деца по бабуни, тополки или регионот на општина Велес. Ние сами сме доаѓали, сме имале желба за да биеме, да престојуваме во природа. Заедно со докторот Марковски или слично, кои што не биле водачи во тоа време, кога сме го учеле, јас како сме го учел извиништвото. Ние сакаме да бидеме, да живееме надвор. Овие деца некако едноставно, не дека некој не им дозволува од страна на семејството. Нема иницијатива да бидат присутни во природата. Добро, на училиште не ли ги носат, како ни вика нас на расотка, на отворено? Некако многу е трагично и жално за младата генерација и популацијата што ја губат конекцијата со природата. Жално е тоа, но ние успеваме да ги разбиваме тие предрасуди, веќе на нашата организација, успеваме на многу луѓе да им ја покажеме предноста на живот во природа и едноставно да бидат присутни во природата. Со формирањето е веќе 30 години во Извиничкиот дом Голозинци, веќе можеби над 20.000 велешари поминале, пално бесплатно поминале, се образувале, се забавувале, учеле извинички вештини, престојувале, така да преку престојот во нашиот извинички дом многу млади се запознаваат со природата и можноста да кампуваат и логоруваат во природа, да спијат, да живеат на отворено, што многу ретко им се случува на денешните млади. Кушев, ти си професор по физкултура. Да. Дали токму ова не го правиш, например, и на училиште? Па, еве буквално... Да ги изнесуваш надвор, трчаат да вежбат? Буквално сега, во оваа година,
во нашата програма за работа ставиме логорување за средношколците. Да. Да ги изнесеме, не мора да бидат извидници, далеку од организацијата. Да ги однесеме во природа, да спијат во шатор и да јадат на отворено. Да. Во котлето на логос кој им се ствари еден граф, чорба, не е битно, едноставно да го осетат животот на отворено. Бидејќи ние сега да кажеме и добра опрема и да врне, опремата е добра, професионална е и има можност да бидат и заштитени од нормални услови да живеат ако се на отворено. Така да се надам дека оваа година во некад месец април некои 30-40 средношколци за прв пат ќе бидат, ќе го осетат животот, камперскиот живот, логорашкиот живот. Да, може би треба и часеви да ние го презентираме тоа, да. Ама не го разбираат и не престојувале. Тука е, немале конекција со природата. А кога ќе видат конекцијата, кога ќе го осетат мирисот на огинот и на логорскиот огин, другарството кое што го предизвикува логорскиот огин и така натаму. Да. Па веројатно испаднале некаде. Велес има туристички места. Не, ја мислам дека се е тоа all inclusive, каниоти, певкохори, се Грчка, значи многу малку практикуваат живот во природа. Многу е жално што, пример, многу планинарски домови се затворија од негрижата на државата, не моментално, значи 35 години. Така пропадна Бреза, пропадна Чеплес на некој начин, пропадна Папрадиште, пропаѓаат објектите. Сега дали има некои информации, дали ќе се не знаеме, значи не знаеме, треба да оди Папрадиште оди на јавен оглас, колку што имаме последна информација. Да. Со затворањето на тие објекти, многу малку луѓе имаат можност да пресуваат во природа, но тоа е тоа. Чеплес функционира, значи окей, понесено Чеплес функционира. Бидејќи таму има собствени. Да, има собствени, функционира, значи во кондиција. Но ете многу приватни од бизнис влезе во тој етнотуризам, што го искомерцијализира и тука е малце проблемот. Но ние сме некако последната светлина од тунелот. Како извидно. Да. А на кој начин сте организирани во Велес? Патроновниот систем. Имаме прво сите наши членови се поделени во групи, тие групи ги викаме ние патроли. По една патрола може да имаме членови од 8 до 11. Ние патроли барем ги делиме по возраст, од најмали до најстари, да нема некоја многу голема разлика меѓу членовите на патролите. После тоа на секоја патрола си имаме секој водач, а водачите сите заедно во една група имаме совет на водачи, кој на нив јас сум им одговорен како началник. И старешинството, уствари, старешина е еквивалентно на председател на организација, само терминолошки е старешина, или председателство или старешинство. Така да, тука се разликуваме во доридој, ама у суштина функцијата е иста. Значи председателството или старешинството на Измичко Димитар Ваков заедно со од 7 луѓе, кој што е сумјаско стареша го раководам, началникот е по функција, член на старешинството, комисар за обука, комисар за програма, комисар за маркетинг, економат, значи има по функции кои што сите си имаме ресори и кои што, ако не постојат тие функции, нема да одиме према напред. Значи секој си го знае местото кај припаѓа и која област во работата на изличката организација е покрива. Така и на сојузно ниво, на сојузни излици магина, така и на европско ниво. Значи ние сме на хиерархија, секаде е пресликано работењето и на светска организација, и на европска, и на државна, и на локална. Сите така функционираме и таа воена поставеност, полумилитаристичка, јас многу луѓе не обвинува дека сме уште као војнички настроени. Таа полумилитаристичка поставеност ја одржува организацијата. Структурата е сврсто поставена и така успева да се одржи организацијата. Секој си има обврска кон себе и кон другите, значи. И мора да оствари обврската кон себе и кон другите. Да. Се наоѓаме на крајот на вториот месец. Дали имавте годишна конференција, отчетна, каква програма донесовте за ова година? Значи вака, 28 февруари ние го чекаме, веќе завршена сметка е излезена. Во месец март ќе се закаже годишното собрание на нашиот одред
каде што ги состои програмата за работа, во таа програма треба да нагласиме дека се наоѓаат 40-тите средби на извиници, кои што ги содржат во месец март, во месец септември се извинувам, и се најтрадиционални на ниво на Република Македонија, тоа е остатокот бивша Југославија, првите се почнати во бивша СФРЈ. Во таа програма влегува 26-та варадска регата Гемичи, кој што ние како извиници организираме по трет пат релација Велес-Солун. Во таа програма е позиционирана и една нова активност која што помладите ја организираат, значи началниците на Велес, Ниш, Бања Лука, Београд. Меѓународен камп го организираме во Охрид, во извиничкиот центар Охрид. Они се одлучат таму да се го организираат, таму го организираат. Понатаму имаме планирано голем број активности, посета на помали типови на средбени извиници преку во секој месец има по неколку што ги организираат другите од Република Македонија. Понатаму конкретно началниче да говорим средби со Грција, со новите. Да, сега почнуваме соработка добра соработка со скаутите од Поликастро и од Солун. Они побара, градоначалникот на Поликастро побара да се дружи малце повеќе, што за нас е многу позитивно, што едноставно ја отвараме меѓународната соработка, а Поликастро ни е многу близко. Тука се скаутите од Евзони, Поликастро, и сакаме да ја прошириме према Серес и према Драма. Значи, тој цел регион е заинтересиран да се дружат со скаутите од Република Македонија, од Велес. Значи, може би тоа е големиот број велешани кои што се родени на тој регион. Во многу одамна нивните поколенија сакаат да се дружат со нивните па и веќе и фамилиарни роднини со овој дел кој што престојуваат тук. Терес, Драма, Евзони, Поликастро. Има нови македонци? Па токму заради тоа и сами пројавуваат интерес. Бидејќи сега веќе се отвори приказната, други се односи помеѓу Република Македонија и Република Грција. Многу е голема приказната. Со тоа што го пробивме пардер со регатата, ја искрено сакам да изразам голема благодарност до господинот Марко Колев, кој градоначалник, но кој што овозможи да ова ни овозможи општината да го направиме, и господинот Горан Петров, кој што он стално ми се лути зашто ме спомне за регата, ама ако не беше Горан Петров, регатата немаше да профункционира пред 15-16 на години. Тој беше кој што се заангажира да ја возобновиме, бидејќи некои ја блокира градоначалници, не сакаа да постои да се одржи велешката традиција на гемиджиите. Он беше застанат цврсто на тоа и ја продолживме. Ова што го отворивме сега фронтот со према Солун е многу големо значење и морам да напоменам, значи, повторно една голема иницијатива која што е ставена во програмата, веќе со премиерот Пленковиќ на Хрватска сум во преговори за да можеме да ни овозможи ескумација на посмртните останки на Панко Брашнаров од Мирогој, да го донесеме во неговиот роден град. Се уште сме во преговори, не знаеме како ќе биде, нека потраат преговорите, дај Боже нека потраат. Битно ни се преговорите се во тек и може би се надевам дека ќе дојдеме до крајниот епилог да желбата на новинарската екипа која што го најде се оствори и да се ескумација да се појави во градот Велес, да се кај што учителот треба да се врати. Многу луѓе не ова кога го презентираме не сваќаат сериозно, но не бевме сериозни за Солун, се оствори Солун. Еве сега го представуваме и се надевам дека годините ќе си го покажат својот. Иницијативата потекнува од извинички одред Димитар Влахов, благодарејќи на големите извинички познанства, уствари тоа се братски познанства кои што искаутите и од Хрватска ни дават поддршка за оваа приказна. Тоа што грчките скаути ни дават поддршка за регатата, овие ни помагаат за ова. Но само здраве, мислам дека ќе се оствари и таа приказна за многу брзо. Јас ова ексклузивно ја најавувам. Неколку мину градот ја знаат од оние кои што најдоа локација каде и ние сме мислам комплетно во соработка со нив. Значи они не брифираат, не дават информации тоа како. Значи треба оние завршија големата работа, ама треба и да се доврши. Така да се надам дека ќе завршиме и таа приказна. И на градот ќе му уште една голема
манифестација ќе му донесеме. Уште една победа. Да, уште една победа. Како да се зачини млад човек или женска во вашето организирано друштво? Па има повеќе опции. Прво имаме нашата веб страна scoutveles.org.mk, може преку нашите социјални мрежи, како што ги имаме на Facebook, Instagram, а и воедно може било како мене да ме контактира, да се видиме лице во лице, така да се зачини во нашите канцеларии, нашиот одред. Што се наоѓаат во дворови, да. На Трајко Панов 22, спроти градинката. Домот на невладени. Јас само сакам да напоменам дека во ова 73 годишно постоење, извидничкиот одред Димитар Влахов не од истега сум јас старешен, јас го реколам моето веќе време заминува за таа приказна. Сакам да кажам дека во сите наши администрации кои што ги водиме, на овој град сме му овозможиле да околу 40.000 деца, вие 73 години, на некој начин поминат из просториите и активностите на извидничкиот одред Димитар Влахов, и на тој начин се надам и сите поминале среќно и весело. И имаат секојаш позитивно мислење за работа. Некои останале, некои си заминале, но и оние кои што си заминале, секојаш евоцираат убави спомени од програмските активности кои што се им ги понудиле на додека биле присутни во нашата организација. Така да, мислам дека јас многу сум горд што сега ова е еден феномен кој што во оваа година ми е 40-та година во Извидници, најголем интерес има од женската популација. Тоа е чудо колку има девојки кои што се вклучени во извидничка организација. Машките не, ама девојките, јас дури самиот се дали до сега ние грешеме во работата што немаме девојки толку во, не дека немаше, ова е масовно зачинување на женски кадар. Дури дојдовме до ситуација женски извиднички одред ќе станеме, значи не дека имаме нешто против жените, ама има интерес многу, мислам, тоа е баш некој феномен кој што девојките некако се охрабрени и предрасудите се надминати за живот во природа, за девојките. Едноставно, еве, со началникот и со старешинство станно разговараме. Нека е. Женски, ќе работиме, женски кадар. Битно, мисијата на извиднички одред е да продолжи и дека работи. Да, една од главните карактеристики е тоа што вие логорувате и ги учите да се наоѓаат во природа. Кој спомен од Гушев? Па вака. Тебе ти остал впечаток, а после него. Значи, сакам да напомнам дека логорувањето беше основата на извидништвото. Дури нашиот член на старешинство Ватко Влахче пред 10 години издаде книга 101 идеја за логорување, што треба да се содржи на логорување сите елементи. Но тоа бевме вклучени голем дел од извидници кои што му помагаме која креираше книгата 101 идеја за логорување. Секојаш ќе ми останат во добри спомени летните логори во извидничкиот центар во Охрид, кои што со години таму поминавме, по 2 до 3 месеца логорувавме и живеевме и работевме. Понатаму логорите кои што беа организирани во места во Коњиц, во Бања Лука, Белград, во Загреб наследјаме, и така да, тоа се некои позиции кои што сме логорувале на големите смотри, на републичките смотри во Маврово, на Старај, кој што за жал сега како рекреативен центар пропадна, во Пехчево, во последната во Скребат на Охрид. Значи многу логори. Значи јас по моја евиденција имам по моите 40 години над 150 логорувања, мислам, живот во природа. Така да колку и да зборувам, ја не можам да го опишам чувството како е да се логорува и да се живее во природа, но тоа е во мене врежено и го носам и го пренесувам на сите и им објаснувам. Еве сега тука началникот, он со помладите... Еден пример, може ли да слушнеме на кој начин се логорува? Како се логорува? Да. Значи како? Значи мора да се направи едно убава позиција
нива, да. ледина, 10 шатори, тушкабина која се прави, мора да има и тушкабина, која е организирано, за организирано капење, обавезно мора да има логорски огин, огниште, кујна, значи трпезарија, значи сите елементи за нормално живење како и дома. Ама тоа треба да се има и опрема, и работна снага, за да треба коначарската единица, коначарите се луѓето кои што работат во извидничката, коначар е извидник кој што е задолжен за работење. Така се нарекуваат. Кујна. И во кујна, и на отворено, и за на терен. За хигиена на кампот. Така да, обавезно мора да има јарбол, каде што ќе се стане на сабајлија, се испее Пламен се дига или Денестан Македонија, државната химна, без тоа нема да се прочита дневна заповест на логорувањето, што ќе се прави, како ќе биде денот, кои се активностите на денот, кој е задолжен за хигиена, кој е задолжен за храна, кој е задолжен за програмски активности, кој е задолжен за културен здравен живот. Реки или езера. Да, покрај. У принцип, ние претежно нашите локални логори си ги правиме на езерото Младост, сега веќе има нова концепција на тој локалитет. Немаме парцела каде би можеле да поставиме логор и да не види, но затоа логорувањето наши се во извидничкиот центар Голозинци, голем двор, тука и објектот дополнително ако ни треба. Имаме голема камперска опрема која што користиме сега и за потребите на регатата, бидејќи додека оди регатата 5 логори се подигаат. Се подига логор во Криволак, се подига во Мрвинци, во Евзони, во Халастра, пред Совос. Значи, тоа е искуството наше, кое што едноставно логорскиот живот е начин на живење. Едноставно, логорот е институција, шаторот е институција која што има големо значење во извидничката организација. Веќе дојдовме до тој степен дека секој извидник од постарите ние се има наши приватни шатори, бидејќи едноставно сакаме да имаме наш шатор. Значи, не дека одредот нема, но едноставно и тој степен станцаме, бидејќи сега е релативно и не е многу скапа опрема, да си имаме наши шатори, сите си го носиме собствениот шатор. Организацијата наша има доволно шатори, за оној кој што нема, има доволно вреки, за тој што нема. Значи, има исто така и дисциплина, кога се станува, кога се легнува. Дневна заповед, значи 7:00 сите, утринска гимнастика, 22. Миење заби. Се војничка, полувојна. Да. И 23:00 сите на спиење. Там освен кога има некоја забава. Забава има, забава се постои. Гитарите, огне. Гитарите покрај огидот, покрај логорски огид, значи. Сега веќе многу е лесно, сега веќе мали вклучиња Bluetooth, интернет и се пушта музика, ама и тоа е добро покрај логорски огид. Дали имате вие гитаристи? Па, морам искрено да признам, во нашата организација многу малку гитаристи помина, искрено. Баткује покушаваше да свири, покушаваше, ама ние никогаш, за жалост, имало одри кои што имале добри кои што свири гитари. И стално сме дебатирале за тоа. А сега од младиве? Имаме, добар гитарист кој што беше, од помладите, е нашиот задолжен за обука Бојан Миклош, кој што ја владее гитарата, ама поред негови професионалски не може да биде толку присутен со нас, но кога е он од години уназад доста ја практикуваше гитарата и свиреше многу. многу. Може на некој помлад да му даде. Сега може би ќе се издрори некој помлад. И девојките може да свират, нели? Да, така си, така е. А ти како млад малечок кога те носеа мама и тато, како го доживеа првото логорување? Чудно. Не знаеш кај те носат, не знаеш што да кажеш, викаат вие 5-6 дена тука ќе спиеме у шатор. Сија ти е ново, ама еве со тек на времето се навикнавме, може да кажам дека едно најдобрите опции в животот што сум добил. Не би повторно да прашале, не би одбил на ова и на секој би му препорачал. Без разлика од каде, како е ситуацијата него, би рекол, ако му се пружи таа опција да оди на извидници, да не одби, одма да продолжи. Да, а кога има логор со повеќе одреди од повеќе држави, на кој начин тоа се реализира? Исто. Таму си има
И имате програма секоја вечер. Секој ден единицата дали од Велес е дежурна. Утре единицата од Ниш е дежурна. Задутре единицата од Бања Лука, она е дежурна. И постојано штабот на логорот се дава и договараат активностите. Еве овие логори што ги спомнав за Охрид, така функционира, значи. Со собствена опрема одредска доаѓаме, секоја вечер штабот на логорот заседава, денеска е дежурен за подобана храна извиници од Велес, за хигиената извиниците од Ниш, за забавен живот извиниците од Београд, за хигиена извиниците од Бања Лука, значи. Секој ден се менјава. Да, изминатава година имавте и нов член од Босна. Да го поздравиме. Па вака, значи оваа лани преку порака на социјалните мрежи ми пристигна една порака од еден повозрастен извидник, Маринко Секолич, звани Кокезан, добар наш пријател, кој што со години доаѓаше со извидници од Сребреница, а сите знаеме Сребреница како заврши за распад на Југославија. Он беше старешина и председател на младина на Сребреница и старешина на извидниците во Сребреница и исто така и новинар. А тој новинар, да, на локалното радио Сребреница и известува за Дојче Веле. Значи, човекот едноставно сакаше, бидејќи голем дел во војниот конфликт престуваше во Македонија, живееше во Македонија и се дружеше повторно со извидници. Тие во Охрид што живееше во Скопје, не замоли дека последна желба му е да биде македонски извидник и од Велес му ја испративме нашата одредска униформа, нашата одредска манама и членска карта за во име Маринко Секолич Кокеза како член на извиднички одред Димитар Влахов. Така да, тоа му беше некоја последна желба во животот, што ќе му се исполни, кај јас се поминав, ама сакав да оставам уште македонски извидник, бидејќи голем дел од после војниот конфликт во тоа што се случи со во Босна, го појна во Македонија и сакав да он го практикува и македонскиот јазик и македонскиот менталитет. Надвор од тоа што живеел, он се дружеше по 2 месеца со нас во Охрид. Соработуваше со нас. Многу е добар пријател, другар. Да, мислам и до ден денеска се почитуваме и контактираме и многу ни е лучко, не може некако патот не носи неки Сребреница, бидејќи стварно Сребреница некако трепо трево во тие пусти патишта, Босна, Република Српска, измешана е работата, но ќе дојде ред. Па он веќе неколку пати доаѓа и се гледаме и се дружиме повторно и он не почитува, а Велес го почитува премногу, значи го почитува премногу, го сака Велес, значи стари пријателства со луѓе од Велес кои што му значат многу, стара извидничка гарнитура која што се дружеше и живееше во Охрид. Дали во вие комуникации, погорувања, дружења се создава и брачни парови? Да, имаше, веќе имаме неколку такви веќе само кајност подраз. Само кајност ширум низ цела Македонија, низ другите одреди. Имаме исто да се случува. И во Велес имаме, значи, извиднички бракови. Неколку извиднички бракови се склопија, значи. Едноставно животот ги доведе до степен да се заљубат, да се земат, значи, си формира семејство, значи. Да. Други нации? Има други нации, да. Од други градови, од други земји, од секде. Да. Се склучува бракови, така да, тоа е светско братство, значи, генерално, тука нема предрасуди муслиман, православен, црнец, белец, жолт, едноставно, животот извинички и е еднаков за сите. Никого не подценува, не двои. Сите се исти. Тоа е светско братство. Да, дали извидништвото гради подобри луѓе? Да. Ние имаме, нашето градиме подобар свет, значи. Да. Тоа ни е мотото. Самите работи што ги учиш секој дневно кога си на извидници, те прават подобар човек, почнувајќи еве од 10 закони, извидникот е добар другар, извидникот е хуман, извидникот е чесен. Само ако се водиш по тие правила и закони, секако ќе бидеш добар човек. Не само према себе, према другите, према општеството, заедницата. Јас како старешина, што гледам дека најголем успех за мене што ние по нашата локална заедница, а локалната заедница за мене е општина Велес.
направивме премногу добри дела во изминативе 72-3 години. Не дека јас сум бил сега старешин. Имало многу старешини позади. Значи, во секој момент на работењето на извиничкиот оде Димитар Влахов, сите одред направил многу добри дела за овој град. Многу деца воспитал прво, многу деца изведил на прав пат, на многу деца им пружил среќно детство, на многу деца им одред им дал образование, на многу деца им дал и работен однос, професија. Така да, тука е убавината. Исто така и начин на живот. Начин на живот дополнително. Така да, начин на живот дополнително. Дисциплина, одговорност. Човечките вештини, работливоста, трудолюбивоста, значи, почитувањето кон возрастните, може некој дома нема може да ги научи, ама преку организацијата ги научи. Така да, институционалната меморија на Димитар Влахов, па и на Сојузна извинци на Македонија, многу добро ја знае работата, ја познава работата ја има вбрежано работата на извинички одред Димитар Влахов, бидејќи многу луѓе помина и многу луѓе преку од оваа организација стане раководни кадри по разни основи во градот, на високи позиции завршија и лекари стана, и инженери стана, и судии стана, и многу луѓе станаа луѓе преку организацијата. Извинички одред Димитар Влахов им даде начин на живот во права и позитивна смисла. Така да, мислам дека едино тоа не одржува што усте вложуваме во децата, ги воспитуваме и едноставно сакаме да создадеме подобар свет во оваа наша микросредина наречена општина Венец. И уште еднаш да ви го честитам денот на извидништвото и да кажеме веста на денот дека денеска ќе се промовира книгата. Денеска ќе се промовира книгата Ориентација во природа. Значи тоа е Не ми ја донесовте да ја видам. Па не е промовирана, значи ќе добиете специјално со посвета. Значи Ориентација во природа, автор сум јас, по подпис мој магистар Ангел Чекушев. Тоа е едно збирна искуства од многу надпревари ориентација и топографија на ниво на Република Македонија или на поранешна СФРЈ. Многу сум горд за тоа што таа е една единствена на македонски мајчин јазик на пишо. Ние немаме литература на македонски јазик. Институционалната меморија, повторно ќе кажам, на Димитар Влахов ќе ме памети мене како човекот кој што ги напиша првите дела на македонски јазик за водачна патрола, ориентација во природа, еколошки брошури, здравствени брошури, борба против пушење, алкохол и дроги, еколошки брошури за живот во природа. Тоа се единствено, мислам, највеќе сум горд со тоа што ние порано учевме извидништво од хрватска литература. Во последние 30 години мојот труд беше насочен да децата учат на македонски јазик, извидничка литература прва создадена. Тоа финансирана преку голем број фондации, преку фондацијско работење, но да создадовме голема литература за да можат останатите поколенија позади нас да повторно го практикуваат извидничкото движење во права смисла, а да учат на македонски јазик. Може би тоа малце звучи националистички, ама да си го чуваме нашиот, мора да си го чуваме нашиот јазик. Овие генерации само македонски треба да учат. Институционалната меморија ќе памети дека и првите мултимедијални дискови, компакт дискови носачи на звук се направени од мене едноставно кој што и да бидејќи самиот начин на живот веќе и младите допринесува CD, флеш меморија и такви направивме едноставно за да може да го учат извидништвото на прав начин на македонски јазик. Така да многу луѓе ми се чудат и малце сум и неразбран од нив зашто јас тоа го правам, но мора да оставиме белег во работењето на извидничкото учебници, прирачници на македонски јазик, што е најнормално.
Така. Ти честитам за тоа што го правиш, бидејќи наредните поколенија треба да учат на свој мајчин јазик. Ние сме немале можност, ние училе од хрватска литература. И тоа не било доволно. Ние со да. Али ние за сега ќе се создаде можност за младите само македонска литература, која што е еквивалентно иста со светската скаутска литература. Ви благодарам за учеството во емисијата. Ви благодарам и вас, значи ова за мене најизвиничко радио, од секогаш го кажувам, значи од секогаш вратите на Радио Голди било отворено за извиничката организација. Секогаш Радио Голди било место кај што ние сме ги презентирале првите идеи, првите настани што ги планираме. Јас открив неколку настани за оваа година и мислам дека ова од големата коректност и отвореност на радиото што долги години ова радио ќе функционира, бидејќи начинот да функционира му е топ и знае што работи ова радио. Ви благодарам многу. Бидете здрави и живи, ви посакувам многу успех, убава промоција и се разбира уште многу кадри да продолжат понатаму, да ја продолжат ова голема традиција на извидничкиот одред Димитар Влахов. Ви благодариме во името на сите членови на Димитар.